Сметам дека е полесно ако веќе си на стручно училиште да проложи со таа струка. Затоа што веќе имаш основа и многу подобро е да ја надградиш таа основа што имаш. Не постојат машки и женски професии. Да, има машко доминирани и женски доминирани професии, но постојат предрасуди секако. Дефинитивно најважни се резултатите и работата и колку го сакаш тоа што го правиш, колку уживаш во она што го правиш. Женско си не треба да си во оваа професија, помалце би разбирала, ама мислам дека со компетентност многу лесно се решаваат тие предрасуди. Сум добила поддршка нормално и сум имала проблеми и колегите ми укажувале на грешките, ама исто така и јас сум укажувала нивните грешки и колегијално сме споделували коментари и совети. Нормално е кога си нов програмер да не знаеш да влезеш во тоа, ама нема врска со тоа што сум девојче, затоа што и јас на моите машки колеги сум ми помагала и тие на мене. Ако се сигурни дека сака да работат оваа професија, дефинитивно да се запише на стручно училиште, затоа што ќе имаат олеснување огромно и ќе имаат многу подобра основа за надградба на учењето. Според мене не постојат машки и женски професии, туку сметам дека секој треба да се стреми кон тоа што го сака. Сметам дека сите тука сме рамноправни и дека си докажуваме дека сме подобра верзија од тоа што сме биле пред тоа, а не од другите. Како напредува светот, веќе таа поделба се губи полека. Мислам дека за секого има место во било која струка во тоа што се пронаоѓа, дека едноставно полот не е битен. Еве, конкретно и кај нас во школа ни фалат девојки, ни фалат други спектари на размислување, други начини на размислување и сметам дека пред се девојките треба повеќе да се запознаат со нашава струка и со тоа што ние учиме. Па и ден денес има многу жени во технологијата, но сметам дека еве во иднината се надевам дека ќе има повеќе девојчиња кои што ќе учат оваа струка. Мојот совет е да не се двоумат и да го направат тој чекор бидејќи не губат ништо. Да не дозволите никој да ви каже дека нешто не е за вас, доколку имате интерес во нешто, треба да пробате. Со напорна работа, труд и посветеност можете да остварите многу повеќе што мислите. Thank you.